председателе, почитуван заменик министер, почитувани претеници. Денес на дневен ред е предлог законот за изменување и дополнување на законот за комплементарна и алтернативна медицина. Законот за комплементарна и алтернативна медицина ги уредува прашањата кои се однесуваат на системот и организацијата и примената на методите и постапките на комплементарна и алтернативна медицина, лицата кои применуваат методи и постапки во комплементарна и алтернативна медицина, установите, Центарот за традиционална кинеска медицина, Комората за комплементарна и алтернативна медицина, лиценцата за работа, стручниот надзор над работата на практичарите на комплементарна и алтернативна медицина и други работи се однесуваат на комплементарната и алтернативна медицина. Со донесувањето на новиот закон за прекршоците се наметна потребата од ревидирање на прекршочните законски одредби за комплементарна и алтернативна медицина и се вели дека со овој закон ќе се постигне нормативно правно одобрување на одредени законски решенија. Законот се состои од 8 члена. Во член 1 се додава нов став 3 кој гласи: инспекцијски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно закон. Со членот 1 се усогласуваат одредбите со законот за инспекцијски надзор. Со членовите 2, 3, 4, 5 и 6 се усогласуваат одредбите со законот за прекршоците. Имено, има намалување на глобите на микро и малите правни лица, додека за средните и големите правни лица има намалување на глобите во членовите 3, 4 и 5. Во членот 6, по членот 108 се додаваат 3 нови членови, член 108а, 108б и 108в. Членот 108а гласи: надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од членовите 105, 106, 107 и 108 од овој закон е надлежниот суд. Во член 108б се вели: за прекршоците утврдени во членовите 105, 106, 107 и 108 од овој закон, државниот санитарен и здравствен инспектор е должен над сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно законот за прекршоците. Државниот здравствен и санитарен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки. Во став 2, во евиденциите од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име, презиме на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, бројот на прекршочниот платен налог и исходот на постапката. Во 4 се вели: личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат 5 години од денот на внесување во евиденцијата. Став 5. Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство. Член 108в. Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно законот за прекршоците, а членовите 7 и 8 се преодни и завршни одредби. Почитувани, свесни сме во каква состојба се наоѓаме, во каква состојба е нашата држава во однос на пандемијата. Меѓутоа, треба да кажеме дека и другите делови од медицината и сето она што го подобрува здравјето на луѓето треба да се практикува и да се практицира. Се повеќе има потреба од примената на комплементарната и алтернативната медицина. Пример за тоа е претходната влада, односно нашата влада на ВМРО ДПМНЕ во периодот во 2015 година, кога на седницата одржана на 2.9.2015 година донесе одлука за основање на јавна установа Центар за традиционална и кинеска медицина со седиште во Штип. И овој Центар за традиционална кинеска медицина беше пуштен во употреба на 8.9.2015 година. Истиот треба да се занимава со апликативна, едукативна и истражувачка дејност, во кој практицираат доктори на медицина, физиотерапевти и кинезитерапија.
Овој центар отворен во Штип е прв македонски центар за традиционална кинеска медицина и е прв државен центар во Европа. Соработката била воспоставена со Универзитетот во Кина Ченгду, а во делот на научно-истражувачката дејност била разгледана можноста да се воспостави соработка со Институтот за традиционална кинеска медицина во Пекинг и Кинеската национална академија за традиционална кинеска медицина. Била разгледана и можноста за употреба на хербални лекови во оваа област. Било договорено и формирање на координативно тело во кое ќе членуваат представници од Народна република Кина. Штипскиот центар за акупунктура и традиционална медицина и ден денес е во функција и работи со закажување во термини. Постои огромна заинтересираност за лекување во Центарот за традиционална кинеска медицина со акупунктура стациониран во Штип. Треба да се разгледа можноста за отварање на вакви центри со практицирање на компаративна и алтернативна медицина. Затоа што кога е здравјето во прашање, не треба да има ограничување во вложување на средства. Но сепак се треба да биде во склоп во една добро осмислена законска рамка. Апелирам за проширување на традиционалната кинеска медицина, меѓутоа во момент морам да ви признам дека ради состојбата во која што се наоѓа нашата држава, заради пандемијата и хаосот кој што владее во здравството, чувствувам огромен страм. Со право, сите здравствени работници не можеме да веруваме на тоа што ни се дешава. Ради тоа што болниците, ќе кажете, насекаде е така. Насекаде се полни болниците со болни, со позитивни со COVID-19, тешки болни, кои што се молат и кои што се борат за живот. Меѓутоа, едно заборавате вие од позицијата, колеги, а исто и министерот, и власта, и премиерот, дека кога се споредуваме со другите земји и кога велиме, да, тие се понапредни од нас, во смисол поразвиени, поголеми, и таму има болни, и таму умираат. Едно заборавате, дека таму има набавено вакцини, кај нас има 0 набавени вакцини. Ако бевме сите ние сведоци дека се даде својот максимум, кој дадоа својот максимум и министерот за здравство, и владата, за да се набават вакцини со сопствени средства, со сопствена мака, а не преко донации, тогаш можеби немаше да бидеме толку револтирани и да има толку гнев во нас за она што ни се дешава. За тоа што кога ќе отидеме дома, телефоните звонат за да добие место во Скопје, а слушаме по јавните гласила, по телевизиите, има доволно места, има отворено дополнителни кревети, преориентирани се многу болници, оделенија за справување со COVID кризата, направени се COVID центри. Да, меѓутоа, каде се здравствените работници? Тие веќе немаат сила. Не само бројките ги знаеме, и вие ги читате, и ние ги читаме. Здравствените работници веќе немаат сила. Не е исто на едно дежурство да се прегледат 20, и 50, и 70 болни. Додека се отиде до 70-тиот, првиот веќе ја напуштил битката. Слушаме секојдневно дека има вработување во јавната администрација. Каде се вработувањата во оваа криза, а имаме на бирото за вработување над 3000 здравствени работници кои чекаат за работа? Зошто тие не се примат и не беа обучени? Значи, ова е целосен колапс на здравствениот систем и единствен виновник е министерот и премиерот. Оваа влада е виновна за се што ни се дешава и се што ни се случува. Благодарам.